Саботно издание на Дневникот на ТВМ. Ова се настаните на денот. Автопатското поврзување Охрид-Кичево се поизвестно. Охриѓани задоволни. На Курајчани конечно ќе им биде решен проблемот за снабдување со доволна количина на вода. Охридското здружение на пензионери, најорганизирано и најмасовно во Македонија. Брачниот пар Тодорови ужива во третото доба преку својата пасија. Америка по грешка фрлила атомска бомба врз сопствената држава, Северна Каролина. За овие и за останатите настани по временската прогноза. Производство и изработка на огради, монтажни скали и конски работни маси од инокс. Внимателно одбрано. Безпрекорно изработено. Данкат ви донесува Метео. Денеска во Охрид имавме претежно сончево и ветровито време. Дуваше умерен североисточен ветер со брзина од 12 км на час. Воздушниот притисок изнесуваше 1018 хектопаскали, а максималната дневна температура се искачи до 22 степен. Во недела во поголем дел од Европа ќе биде претежно сончево, нестабилно со локални врнежи од дожд ќе биде на југ од Скандинавија, источна и североисточна Европа. Максималните дневни температури ќе се движат од 12 до 31 степен. На Балканскиот полуостров ќе биде претежно сончево со локална облачност, ветровито и посвежо. Силен ветер со удари до 90 км на час ќе дува во Јадранско, Јонско и Егејско море. Максималните дневни температури ќе се движат од 17 до 27 степени. Во Македонија во недела ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува умерен североисточен ветер. Ветерот понекаде ќе достигне брзина и до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат од 4 до 14 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 26 степен. Во Скопје во недела ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен северозападен ветер. Утринската температура од 11 степени, а максималната дневна ќе достигне до 23 степен. Во Охрид во недела ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен североисточен ветер. Утринската температура од 9 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 20 степен. Во наредните денови ќе биде претежно сончево со локална облачност. Не очекуваат посвежи утра и посвежи ноќи. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со компанија Бако. Вкус кој не се заборава, компанија Бако конечно и во Охрид. Светски стандард за производство и преработка на зрнести, јаткасти производи, прашкасти и кондиторски материјали, бомбони, чоколади, сите видови суво овошје, локум, житарици и здрава интегрална храна. Хранете се здраво, живејте долго со производите на Бако. Ви посакувам добар ден со првото издание на Дневникот на ТВМ. Автопатското поврзување Охрид-Струга-Кичево се поизвестно. Охриѓани задоволни од оваа заложба на владата на Република Македонија. Градежните работи ќе започнат по одобрување на кинескиот кредит од Македонското собрание. Охридскиот пратеник Александар Николовски очекува дека и позицијата и опозицијата ќе гласа за
поради огромниот бенефит за граѓаните на Република Македонија. Добрата патна инфраструктура е еден од најважните услови за развојот на туризмот во регионот, велат експертите. Гостите кои доаѓаат во Охрид со автомобил најмногу се жалат на состојбата на патиштата низ државава. Автопатското поврзување на градовите Охрид, Струга и Кичево, кое се најавува веќе подолго време, се поизвестно. Граѓаните на Охрид и туристите со нетрпение очекуваат да се направи овој патен правец. Ето свакако. Тоа секако. Тоа најмногу е потребно, особено овој автопат. Тоа е боли. Да се стигне до овде, сега на вистина е тешко. Не само да иде и реализацијата. Супер, одлично. Да се гради пругата Охрид-Битола. А за овој правец што мислите? Ништо. Добро е да се изгради автопат. Не е лошо, ќе имат повеќе комуникација, луѓето ќе се движат побрзо, повеќе промет ќе има Охрид. И ресен треба да се изградат патиштата, не само не е да ги остат така. Председателот на владата Никола Груевски во собранието на Република Македонија, одговарајќи на пратеничко прашање од охридскиот пратеник Александар Николовски, ги обелодени деталите околу реализацијата на автопатското поврзување на Охрид, Струга и Кичево. Премиерот кажа дека заемот за автопатот од 57 километри е во завршна фаза на одобрување во рамки на Министерството за трговија на Кина под поволни услови. Заемот ќе го земе Агенцијата за патишта со рок на отплата од 20 години, од кои 5 години грес период. Се очекува патиштата да почнат да се градат 3 до 4 месеци по одобрувањето од Македонското собрание, зависно од почетокот на градежната сезона и временските услови. Исто така се очекува договорот за заем да биде даден на ратификација во собранието на Република Македонија во текот на месец октомври или ноември. Секако дека очекувам поддршка од сите политички партии во собранието, заради тоа што автопатот е общ бенефит на сите граѓани. Добро е што го правиме, добро е што ова гарнитура која што во моментов е на власт успеа да најде и начин и средства да го реализира тоа и сметам дека сите треба да го поддржат. Инаку Ексимбанката на Народна република Кина и Министерството за трговија веќе одобриле заем за изградба на автопатот од Скопје преку Свети Николе до Штип од 50 километри. Износот на инвестицијата во овој и автопатот Охрид Кичево ќе изнесува 574 милиони евра без ДДВ, а рокот за изградба е 3 години од почетокот на градба. Ова инвестиција ќе значи многу како за подобрување на поврзувањето на овие градови, така и за развојот на туризмот и стопанството, но најмногу ќе им значи на странските инвеститори кои се заинтересирани за овој регион. Според јулијанскиот календар, денеска 8 септември, православните христијани го чествуваат еден од најголемите празници Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица. Во манастирот Рождество на Пресвета Богородица во Калишта, од синоќа се слеваат огромен број верници кои палат свеќи и се молат за здравје и среќа. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во манастирот присуствуваше на светата литургија, со која чиноначествуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. На сите православни христијани сакам да им го честитам големиот празник Рождество на Пресвета Богородица. Ова е празник и за славење и за радување. Празник кога го славиме семејството, празник кога ги славиме рожбите. Затоа ова е ден кога треба да се посетиме на обврските кон семејството, обврските кон децата, да се грижиме за нив и да даде Господ да имаме што повеќе рожби, изјави председателот Иванот. Чествувањето на овој голем христијански празник во Калишта започна синоќа со миротонисувањето и благословањето на верниците кои го посетија овој верски храм. Пред иконата на Исусовата мајка, за која се смета дека има чудотворна моќ, се поклонија илјадници посетители, меѓу кои припадници на други религии кои веруваат во чудотворната икона на Пресвета Богородица. Жителите на Куратица наскоро ќе бидат снабдени со доволни количини на вода. Секторот за туризам и локален економски развој преку грант од германската амбасада во Македонија ќе го рехабилитира постојниот каптажен систем во селото. Проектот е во завршна фаза, а со комплетната реализација на истиот, селото ќе добие дополнителна количина на вода. Се реконструира и рехабилитира постојниот каптажен систем во село Куратица. Проектот е на секторот за туризам и локален економски развој, а средствата се обезбедени со грант од германската амбасада во Република Македонија. Жителите на ова охридско село последниве години се насочени кон развој на руралниот туризам. Снабденоста со вода, кој е еден од основните услови за развој, досега беше голем проблем за курајчани.
Тоа беа каптажни системи на водоводот кои што првично беа изградени пред 30-35 години. И истите не беа во функција повеќе во смисла на задржување на целокупната количество на вода која што е потребна за селскиот водовод. Тоа значи дека беа огромни загубите на вода, цевководите беа скоро затворени 100%, имавме цевководи каде што вода воопшто не се собираше. Мицковскиот секторот за тлер вели дека за решавање на вакви проблеми на локалното население од голема важност се малите фондови до 5 или 10.000 евра. И токму нивниот проект за рехабилитација на каптажниот систем во Куратица е дел од стратегијата за развој на руралните области. Мицковски информира дека овој проект е веќе во завршна фаза. Со ова се прочистија сите тие каптажни системи, помошни резервоари, цевководите беа заменети. Стариот помошен резервоар збирен во селото исто така ќе биде надограден за уште едно 10-20 кубни метри вода. Тоа значи дека жителите на ова село во догледно време, во скоро време ќе имаат доволни количини на вода. Од секторот за тлер велат дека и во иднина ваквите и слични проблеми на малите рурални заедници ќе ги решаваат претежно со мали грантови. Постоечкиот каптажен систем во селото Куратица се наоѓа во шумскиот дел од планината Мазатар на 8 километри од селото. Регионот важи за богат со вода, но досега неговите потенцијали не можеа во целост да се искористат поради недостатоците на целиот водоснабдителен систем. Одбележан денот на пензионерите. По тој повод, денес беше одржана свечена седница на која беа истакнати сите активности, успеси и заложби на охридските пензионери. Охридското здружение важи за најорганизирано и најмасовно во земјава, се пофалија пензионерите. Охридските пензионери го одбележаа денот на пензионерите. Воедно пензионерите на ниво на земјава годинава ја одбележуваат 67 годишнината од постоењето. Председателот на Здруженијето Ѓорги Трпчевски на денешната свечена седница ја истакна состојбата и стандардот на нивната популација во повеќе сфери од општественото живење. Кога направивме еден параметар да видиме вработени и пензионери, тука сме многу блиску. Не има колку што се вработени на ниво на општинава, толку не има блиску и пензионери. Затоа негде констатиране дека 1,2 се вработени кои што издржуваат по еден пензионер. Тоа е сепак неполно. Меѓутоа, ние како здружение, имајќи ги во предвид овие состојби, сепак на социјален план се ангажираме на тоа што имаме регистрирано клуб на пензионери. Преку клубов сакаме да им помогнеме на оваа популација со снабдување на огревно дрво, месо и сирење. На свечената седница присутните пензионери и гости ги поздрави председателката на Советот на општина Охрид Гордана Коњановска. Таа потенцира дека искуството на пензионерите како и нивната смиреност им недостасува на останатите кои се во зрели години. Па оттаму Коњановска смета дека советите од пензионерите се од огромно значење за оние кои се уште се активни. Денес сум присутна овде со големо задоволство заради фактот што ја имам честа во името на локалната самоуправа и во свое име на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Дебарца да им го честитам денот на пензионерите и истовремено задоволството е дотолку поголемо што ова е можност и да им честитаме за големите резултати кои што ова здружение ги има постигнато во текот на ова и минатите години, односно за победата на пензионерската олимпијада во Штип, која неодамна се одржа, која е трета поред, и исто така за другите активности кои што ги имаат, и ова е добра прилика да укажеме подготвеност и за натамошна соработка. Здруженијето на пензионери на Охрид и Дебарца постои од далечната 1950 година. Од тогаш па се до денес тоа прерасна во едно од најорганизираните и најмасовни здруженија со над 9000 старосни семејни пензионери. Пензионерската организација во државава представува организирана сила, застапник и заштитник на сите законски права на пензионерите, и тоа не само во поглед на редовна исплата на пензиите, туку и во користење на право на редовно здравствено осигурување, како и болничко, банско, климатско и други видови на лекување и рекреација. Пензионерските денови брачниот пар Тодоровски целосно ги посветува на одгледување растенија што ги прават среќни и задоволни во животот.
Цветната градина зеленило и раритетни дрвја го отпоружуваат нивниот дом. Сопружниците вложуваат многу љубов и грижа околу средувањето на градината, а во убавиот парк уживаат заедно со нивните пријатели. Третото доба од животот за секој пензионер би требало да биде исполнет со живот на радост и уживање на плодовите од минатиот труд. Вистински пример за ова е брачниот пар Перо и Цеба Тодоровски. Тие од својот двор направиле вистинска градина за уживање. Цвеќиња, раритетни дрвја и зеленило, дополнети со фонтана и пергола, го обкружуваат нивниот дом. Семејството Тодоровски одлучиле по 4 децении поминати во странство надвор од татковината од Дизелдорф пензионерските денови да ги поминат во Охрид. Задоволството и мирот во животот го пронашле во уредување на својата градина. 33 години во Германија увек сум чекала да се вратам во родниот крај и да обожавам и љубител сум многу на цвеќина. За тие 3 години 4 гостев на моето, сега сум претерано среќна, уживам на него, со љубов го правам. Тоа е то, секој сабајле станувам во 7 до навечер до 8, се движам. То ми е способноста што сум ја правила, во Германија немав, живе во стан, овде ми е јако, пријатно, уживам, си ја сакам својата родна земја, затоа се вратив овде, не само због паркот, го обожавам и народот, си обожавам цела Македонија. Тодоровски раскажуваат за почетоците на уредување на градината, кои датираат уште пред 4 децении, кога ги засадиле ловоровото дрво, палмите и зимзелените дрва. Осмислувањето и на цртите за изгледот на паркот се дело на Цеба. Сопружниците покрај калинките и маслината засадиле и други екзотични дрвја, како што се палмите, бананата, јапонските јаболка, киви и манго. Све што е овде ми е исто ко дете мое. Направено, речем, за тие години што сум направил. И не можам да го заборавам никогаш. И да си продолжам нешто, уште поите што може, и ше повеќе. Покрај финансиските средства кои се потребни да се вложат за купување на цвеќиња и прихрана, тие вложуваат и огромна љубов и секојдневна грижа за изгледот на паркот. Ги сакаат сите билки кои ги засадиле во дворот, но сепак имаат цветови и садници кои посебно ги разгалуваат нивните срца. Палмите ги обожавам многу, трендафилите, секој едно цвеќе го обожавам, али најмногу трендафилите ги обожавам, кој сега не може да се види на камера. Сите дрвца ги обожавам, успомени има некои кои се додадени, али секој едно цвеќе го обожавам, кој со секој едно цвеќе изборувам. И тоа ми прави задоволство. Кој ќе станам на сабале да видам како расти, бананас имам, бамбуси, некој од Германија имам носено, така до сега е доста успешно, а од сега не знам. Здравијата ако не служи, може би и година подобро ќе биде. Сопружниците Тодоровски одгледуваат зеленчук и овоштие, но и грозје. Брачниот пар вредно работат, но знаат и да уживаат во убавините на градината. Перо и Цеба едногласно велат: срекни се дома во Охрид, кога заедно со своите пријатели уживаат во животот, правејќи скара, дружејќи се со смеа и песна. Во продолжение на дневникот следуваат вестите од светот. Турските власти соопштија дека убиле маж кој е осомничен за синоќешниот ракетен напад врз зградата на полицијата во Анкара, додека уште еден осомничен бил повреден. Двајцата напаѓачи биле пронајдени во близина на универзитетски кампус. 2 ракети синоќа ја погодиле зградата на директоратот на националната полиција во предградието на Анкара Дикмен, а третата паднала во дворот. Полицијата ја блокира областа каде пронајде една неексплодирана граната. Градоначалникот на Анкара Мели Ѓукчен потврди дека нема жртви во инцидентот, меѓутоа причината е голема материјална штета. Турскиот министер за внатрешни работи Муамер Гулер истакна дека полицијата во близина на местото на нападот пронашла еден рачен минофрлач и материјал кој припаѓал на нелегална организација.
Бројот на жртви во поплавите во Мексико се искачи на 101 лица, а 68 се водат како исчезнати поради лизгање на земјиштето, предизвикано од поројните дождови. Од почетокот на поплавите властите евакуирале од туристичкиот центар Акапулко над 58.000 туристи, а евакуацијата продолжува и понатаму. Се очекува аеродромот во градот од утре целосно да продолжи со работа. Поради разурнатите мостови и блокираните патишта, Акапулко всушност останал отцепен од останатиот дел на територијата на Мексико. Оваа недела прв пат по 50 години Мексико истовремено беше погодено од 2 тропски бури, а метеоролозите најавуваат нови поројни дождови. Откако беше исправен, луксузниот крузер Коста Конкордија ќе биде детално пребаран. Ќе бидат отворени 1500 сефови во кои наводно се наоѓаат пари и накит. Експертите проценуваат дека во бродот долг 290 метри и тежок 114.000 тони, во сефовите има едно мало богатство од 10 милиони долари. Сефовите ќе бидат отворени во присуство на државниот обвинител или негов представник. Сета содржина ќе биде прегледана, а потоа вратена на сопствениците. Иако станува збор за поприлична сума на пари и накид, прашање е во каква состојба се наоѓа ова богатство и колкава ќе му биде вредноста по проценката на штетите. Американска нуклеарна бомба за влакно ќе експлодирала во 1961 година над американската сојузна држава Северна Каролина, а нејзината експлозија би била 260 пати посилна од онаа која што ја разурна Хирошима. Ова стои во декласифицираниот таен документ кој го објави британскиот весник Guardian. Според весникот, во документот до кој дошол новинарот истражувач Ерик Шлозер, се вели дека инцидентот се случил кога 2 хидрогенски бомби Марк 39 биле испуштени над Голдсборо во Северна Каролина, откако бомбардерот од типот Б-52 се распаднал во воздухот. Само еден нисковалентен прекинувач ја спречил катаклизмата. Содржината на бомбата би се расширила над Вашингтон, Балтимор, Филаделфија и дури над Њујорк, со што представувала закана за животите на милиони луѓе, пишува весникот. Толку во саботно издание на Дневникот на ТВМ. Имајте убав викенд. Пријатно!